почнеме оваа денес, би рекол така, еден јубилеј, една прослава, но ние мило што ве гледаме повторно на факултетот после толку многу години, по повод овој, така да кажам, 3-годен јубилеј, 50 години од вашето дипломирање. Оваа манифестација ние почнавме во 2019 година, кога факултетот славеше 60 години не би рекол од формирањето на факултетот, фактички од формирањето на електромашинскиот одел при тогашниот технички факултет во 1939 година, од кој одел нормално потоа се одели електротехничкиот факултет и машинскиот факултет. Ние во 2006 година нашето име по кое бевме познато и ЕТФ, нели електротехнички факултет, го сменивме во факултет за електротехника и информацијски технологии, така да кажам, следејќи ги новите текови во развојот на електротехниката, значи развојот на информацијските технологии. И значи од 2006 сега сме познати по тоа скратеница ФЕИД, но веќе мислам дека е после 16 на години и оваа скратеница ФЕИД е препознатлива во државата, во општеството, како што беше и онаа кратеница ЕТФ позната. Значи во 2019 година ние дадовме златни дипломи на генерациите кои дипломирале од 1964 до 1969 година. Првиот дипломиран инженер на ЕТФ бил професор Драгослав Дајчич, кој уште е добар, многу добро се држи, така од време на време ќе го посети факултетот. И сега, поради ковидот, имавме прекин од 2 години и сега на овој настан ќе ги доделиме дипломите на колегите кои имаат дипломирано од 1970, 71 и 72 година. За жал не успеавме да најдеме поголем број на најдеме телефонски броеви или адреси на поголем број од колегите тогаш што дипломирали. Има, мислам дека идентификуваме, мислам дека 14 или 15 колеги кои се за жал починати. Вкупниот број од овие три генерации околу 87 дипломирани студенти. Мислам дека моја се врти тоа горе имињата на сите кои дипломирале 70, 71 и 72 година. Би сакал да кажам дека ние сме првиот факултет во државата која потекнува оваа иницијатива доделување на златна диплома и мислам дека сме прилично горди на овој факт. Меѓу другото, ние сме први меѓу факултетите, меѓу универзитети и во многу други работи, зашто нешто покасно и деканот ќе каже повеќе. Добро, ја не би должал повеќе, сега сакам да го поканам деканот, професорот Димитар Ташковски, да ви собрати. Иначе, професорот Димитар Ташковски својата кариера почна како асистент по теорија на електрични кола кај покојниот професор Момчило Богданов. Декане, повелете. Читувани колеги, дипломирани инженери од генерациите 70, 71, 72, почитувани професори, асистенти, драги гости. Во име на вработените на ФЕИД и во мој лично име ве поздравувам и посакувам да го дојде новен настан на кој ќе ви доделиме златна диплома по повод вашето дипломирање пред 50 години. Како што кажа професорот, на овој начин сакаме да ви се заблагодариме за вашите активности, за сите овие години, за придонесот за развојот на државата, а пред за промоција на нашиот и ваш ФЕИД. Но главна причина зашто сме сите овде е да ви возможиме да се видите со колегите, да се посетите на тие денови за кои верувам дека биле одлични спомени. Минатото не треба да се заборави, не треба да се игнорира, затоа што минатото е темел, база на која и посегашност ја градиме едината. Минатото не се менува и затоа е многу важно
добро да го зацементираме во сегашноста. Ние сме горди на минатото и на сегашноста, се надеваме дека ќе бидеме горди и на идената. Оно што ФЕИТ денес е резултат на работата на голем број генерации, наставници, асистенти, административен кадар, но на главно е резултат на студентите кои што сме ги имали. Од овој факултет произлегле многу научници, препознатливи во светски рамки. Од ФЕИТ произлегле инженери, стопанственици, директори на компании, менеджери, многу министри, премиери сме имале. Сите тие дале свој принос во развојот на државата и на факултетот. До сега може да се пофалиме со повеќе од 8.000 дипломирани инженери, повеќе од 800 магистри и над 120 доктори на наука. Од нив, како што кажа деканот, во 1970 година дипломиране 27, во 71 дипломиране 28, во 72 дипломиране 31 студенти. Во моментов на ФЕИТ студираат 1200 студенти на сите три циклуси на студии. И да ви кажам само дека односот машки и женски моментално е пола-пола. Со тенденција да помине на женска страна. Ние факултет, како факултет, не смееме и не сакаме да го забравиме оно што го направија нашите претходници и затоа одлучивме да офунисаме и признаеме тоа со овој чин, со оваа златна диплома на сите оние кои што дипломирале пред повеќе од 5 децении. Вие сте, и оно што го видов, оно што имав, можам да разговарам со некој од вас пред настанот, е оние што ја, речем, ги удрија темелите на државата во на што ни е интересно во енергетскиот сектор. Се надевам дека тие енергетски објекти што се правени, тоа се добро направени, да го гледаме и дека ќе поминеме оваа криза што не чека зимовска и во тоа не се сомнево. Значи, вие дадовте значаен придонес во креирањето на сите овие денешни електрогиганти што ги имаме, меѓутоа и во другите области, како што се електрониката, автоматиката, телекомуникациите, компјутерската техника и така натаму. Задача на секоја генерација е да креира нови вредности, а на наредната генерација е да надмине претходната. Ние сме успешни во ова и посебно сме горди на нашиот образовен кадар, со кој што успешно го носиме и одржуваме епитетот најпрестижен факултет во Македонија. Ќе направам само неколку факти кои што го потврдуваат ова тврдење. Во основа на воспоставените пракси кои што ги тераа нашите претходници и го градеа факултетот овие 5-60 години, ние пред 8 години го введовме и воспоставивме систем на управување со квалитет ISO 9001 во сите делови на работа. Значи, во административниот дел, во наставата, во науката, она што е правилно, процедури, сето тоа ние го ставивме на хартија и можам да кажам дека сме единствениот факултет во државата кој што ги има сите, го има ISO 9001 имплементиран во работата. Факултетот денеска е меѓу водечките факултети во земјата според бројот на научно-истражувачки проекти и објавени трудови во релевантни списанија. Објавуваме по околу 35 до 40 трудови со фактор на влијание, односно по околу 0,5 трудови по вработен наставник и имаме околу 10 до 15 активни проекти во секое време. Овие проекти се од различни програми, НАТО, ИПА, Еразмус, Horizon. И тие се главниот извор со кој што успеаме да направиме и да набавиме наставна и научно-истражувачка опрема. По овие индикатори кои ги споменав, слободно можам да кажам и сме горди дека сме на нивото на еден ЕТФ, стигнавме на зелени површини, живеевме за спортски настави на репрезентацијата во тогашно време, уживавме во убава музика, имавме убави училишта, школи, сега што зелена опрема имаше, имавме наставници кои што беа стварно авторитет, кои што ги почитуваме повеќе nego родителите, кои што посветува повеќе внимание на воспитанието колку на образование и сето тоа ставаше за нас една добра слика, за разлика од оно што можеби сега не сосема малце подруга. Меѓутоа, да видиме изворно од вас како вие го имавте доживено тој период, го поканувам да ни се обрати вашиот колега, нашиот драг професор, професорот Благој Канџиски, а потоа нормално се слободно ќе може и да... прво ги не, тоа ќе
Господо добродекани, почитувани колеги, како резултат на еден непредвидив склоп на околности, јас се запишав на нашиот факултет последен од генерацијата на 28 септември 67 година на Олстен. И денеска славам 50 години од дипломирање и 55 години од запишување. На крајот, сепак, јас и колегата Благоја Блажев, од нашата генерација, дипломиравме први од таа генерација во октомври, односно ноември 1972 година. Но за време на студиите, бидејќи сакам да се подсетиме сите заедно на некои моменти кои што ни оставиле впечаток за време на нашето студирање, да истакнам што мене на почетокот најмногу ми импонираше. Например, многу добро не подржува се дружевме со постарите колеги, редовно во текот на наставата со наставниците и асистентите, и тоа што од првиот ден почна да ни се обраќаат со колеги, мене толку многу импонираше и толку многу ми значеше дека ете и ние сме признаени како дел од академската заедница. Понатаму, денеска веќе ми представува посебна чест и задоволство тоа што во името на сите ние, на генерациите кои што дипломира 71 и нашата, од која што дипломира 72 година, во името на сите нив да ви се обратам и да ве поздравам и да ви посакам се најдобро. Почитувани, како што знаете, ние студентите и започнавме нашите студии во овој наменски изграден објект, кој само што беше отворен неколку месеци пред да почне наставата, по неколку годишна работа, кога дојдовме, како што сеќам јас, се уште се изведува вежби во некои од бараките, кои што беа изградени по земјотресот од 63 година. Така на учебната 67 за нас 68 година, како што беше традиција и обичај, ние токму во овој театар бевме примени од тогашниот деканат во присуство на сите професори, мислам дека беа и сите асистенти, и не би сакал да пропуштам приликата, иако тие беа представени со тогашните титули. Јас имав обичај често да се водам за белешки, и точно најважна белешка за тоа кои биле присутни од професорите, односно наставниците и асистентите. Тогаш на нас ни беа представени наставниците Станимир Јовановски, Димитар Грчев, Александар Величковски, Витомир Јовевски, Тодор Јакимов, Милчо Коцаре, Стојан Чундев. Се залагам една минута, ако некој пат треба да се споредиме која фамилија била присутна со најголем број на кадри во овој факултет, тоа е семејството Чундеви со 6 души. Понатаму, покрај Стојан Чундев, Екатерина Чундева Галич, Момче Богданов, Милчо Коцарев, Стојан Чундев, Екатерина Кажов, Бранко Трбеновски беше, Љубен Ѓоргов, не сеќам на други наставници, а од асистентите Михаил Толев, последен пат асистент таа година, Драго Ставрајчиш, Христо Миновски и Смирно Признатовски, кои што, како што знаете, подоцна стана редовни професори на овој факултет. Ние тогаш бевме запознаени со историјата на факултетот до тој момент и со сите права и обврски што ќе ги имаме како некои студенти. Се сеќавам дека на многу корисни совети бевме крајно благодарни, но и на молбата која што деканот ни ја упати, да го чуваме овој прекрасен објект, кој што навистина тоа време беше најубав објект на една високо образовна организација во рамките на сега
Не е сменето, значи она што било воспоставено тогаш, само што е дигнато мислам на едно многу повисоко ниво, во однос на забава, ќе кажам, ние правиме куцуршка забава. Оваа година се враќаме во нормала, ќе правиме на 14 октомври тука. Таа забава сега се собира цело Скопје, има преку 5-6 студенти кои што доаѓаат од сите факултети. Она што било традиција добро светло, надградувано. Професорот, една информација само за дополнување. Најновата информација од оваа година имаме уште еден академик од младата генерација, професорот Зоран Хаджијотов, може би еден од најмладите академици, кои што се во академијата избрани од овој факултет, така да она што било воспоставено, како што кажеше претходно, го надградуваме и го дополнуваме. Сега предлагам и поканувам, ако некој од присутните сака да се обрати пред останатите. Поведете. Ако сакам да се обратам, мојот сопруг почина, Кирил Касапинов, мораме да го спомнеме, беше прогласен за најдобар студент, дипломира во 71 година. Одамна е починат, има многу починати колеги и во овој собир редно е да им одадеме почит. Да не заборавиме и на нив, кои беа врв во тоа време во нашата градбата и на Фени, асистент на Стојан Чундев, асистент по математика, како студент работеше како асистент. Значи да им одадеме почит на нашите починати колеги. Само толку ви благодарам. На сите ви благодарам и честит за подготовката. Чест ми е да учествам тука. Ви поздравувам сите вас кои и лично се поздравишам и кои што не ги поздравиш. Ја би сакал само нешто да дополнам, нема многу да задржувам, да кажам дека факултетот, нашиот факултет во годините кога ние се запишувавме, беше во фаза на формирање, на развој. И треба да споменеме дека во тој период, поради недостаток на кадар, наставен професорски, се користеше кадар од другите републики. Така да нам ни предава еден Миланковиќ, мисля, че и тој беше професор од факултетот во Нови Сад, еден хорват од факултетот во Белград, и можам да се пофалам, можам да кажам дека беа стварно навистина добри, создадоа добри кадри кои што ги наследија нив. И сега, после моето дипломирање, ја се трудев да го задржам контактот со факултетот, од кога што ме привлекуваше екстремното инженерство, ја од Либија се враќам пред повинетни генерации бев таму, еден месец порано, само да можам да градам термоцентрала Неготин. При градбата бев одговорен, немавме технички директор и некој, јас бев одговорен целосно за градбата. Многу професори од тука беа вклучени. Можам да кажам дека професор Грчев беше вклучен, после Ристо Миновски со лабораторијата, со испитувањето. Имавме таму еден, се сеќавам, трансформатор за домашна потреба, 32 мегават батерии, кој што при транспорт веројатно паднал и примен е без документ дека е тоа штетен од страна на добавувач, од страна на Советскиот сојуз во тоа време. И требаше да се испита, да видиме дали е во состојба да биде употребуван. Ристо Миновски со своето, мислам дека он е доста заслужен за
организација на лабораторија беше много подобро организираните и се сеќавам требаше да изврши напонски струјни испитувања, напонските ги направи и даде добри резултати, ама ја инсистирав да се направат и струјните тестови. Немаше опрема, си признам, демек немам доволно добар избор за да можам да ги извршам тие струјни испитувања, па ја му обезбедив од Приштина, од ова Косово. Колегите трансформатор го извршиле тестувањето, покажа дека е оштетен многу трансформаторот и се сеќавам ние од тоа време да го решили проблема. Тој е многу битен, вака тие што се занимаваат со веројатно знаат. Работите на крајот тестовите при спроведување на тестовите и ставање во употреба на тие технолошки целини. Многу е битна електричната енергија, без тој трансформатор не може да се едноставно спроведува. И требаше да се поправи. Барат во електросферија да го репарира, не работи. Во енергојност исто и во Раде Кончев се јавувам во Загреб. Они прифатија да го репарират, ама рокот беше 6 месеци. И до Анти Марковиќ дојдовме, не може да икаде да попушта, затоа што има тоа испорка што за Бразил. И бешме одбиени, односно Тоа е добра прилика прв меѓу еднаквите колеги, пошто и презимето е такво на а и да кажам слободно дека во наша генерација јас прв дипломирав. То не морам да го кажам, ама многу брзо дојдов из факултетот и пошто имав стипендија, меѓу време бев и оженет и морам да мислам за што како понатаму. Имам стипендија од фабрика за кабли Свето Зарево, која беше во тоа време многу респектабилна и најголема во Европа, запослуваше 10.000 вработени. Имав таа чест тамо да работам во развојно-истражувачкиот институт, кој има најголем во тоа време IBM 30 како се викаше. Трета фирма беше во Југославија која беше купила таков компјутерски систем кој беше со високи кели, Каджиски може да подобро знае, и едно 10-15 метра. Така да, благодарение на професор Пане Динчев, кој што дојде од Прага и беше феноменално добар професор, ние прва генерација бевме што ми се учевме и Fortran програмирање, линеарно автоматско управување, и ја таму пробав да работам на еден дел, пошто бев во развој, да работам на каталозите и стандардите кои се правеа за кабловската индустрија. Зашто фабриката за каблови произведуваше каблови огромни и сите напонски нива до 110 киловолти, со изолација од гума, ПВЦ, папир и така. И тоа беше навистина добро, работев тамо, беше фабрика добра. Во меѓувреме ме побараа да се вратам во Македонија да работам на фабриката за кабли Неготино и јас како некако стручнер за 4 години сигурно многу знаев. Дојдов тамо и работев 3 години на беше изградена некој дел, ама ние после тоа рековме дека нема да бидат само каблови, проводници, него да се тоа прошири и така. И тука јас работев исто така 4 години. Нормално под одредени услови, бенефиции, тоа не е важно. Сега после тоа македонската влада и држава одлучува да треба да се градат најголемите капитални инвестицијски објекти во Македонија. Тоа не го кажувам
да се пофалам него, колегите кои не знаеме зашто ја побегнав, брзо завршив, отидов и не сум се среќавал и се формира фирма Мак Метал инженери која беше задолжена да ги гради најголемите инвестициони објекти. И јас прв од електроинженер влегов во таа фирма, беше директор Јонче Потевски и покојниот Ковачевски Јордан, кој што беше директор на секторот за електрика и енергетика во Мак Метал. Работевме, ги градевме и рафинерија, и ја 4 години тамо сум бил учествувал во изградбата на рафинерија, но Мак Метал ги доби и објектите Рек Битола, блок 1, блок 2 и блок 3 и нормално рудничкиот дел допрема на Јадран. После тоа учествувавме еден дел во Фени и Бучим, а Твораница на крај ја изградивме целосно ние од Мак Метал. Така да ја во Мак Метал од 77 до 92 година работам. Кога се одвои Македонија, фирмата беше уште јака, јас решил да направам приватна фирма и од тога приватна фирма има. Тоа сакам да соопштам и што е најважно, знам колку е ова задача што вие професорите сега ја правите, дека нема повеќе потешка работа од ова да собереш луѓе, да најдеш луѓе, да дојдеш до идеја да нешто треба да направиш, значи дека навистина сте уложиле огромен труд. И јас ви благодарам за тоа, благодарам до колегите што сме се виделе после со некои после 50 години. Толку. Благодарам. На професорите Владимир Димчев и професор Влашко Стулков, кои што беа главни организатори на новиот настан, она најтешкиот дел во работата што беше да ги најдеме контактите, да можеме да воспоставиме контакт со вас. Успеавме прилично добро, мислам, за овој пат, имајќи предвид дека почнавме малце касно, кога се олабавија мерките, но сепак решивме да продолжиме со ова што току воспоставена традиција. Ние имаме големи планови во однос на оваа традиција што ќе воспоставиме 50 години златна диплома, така да наредното издание веќе ќе почнеме да го спремаме од утре за наредната генерација која што ќе дипломира 73 година. Така да сега предлагам да поминуваме одбивањето на дипломите, макар и по генерацијски сте наместени, ако тоа остана до крај, предлагам да останете на вашите места и јас ќе ви ги доделам на лице место. Добро, еве, од 1970 година прв на списокот е колега Ато Љубен. Па тоа, ако имаме предвид дека првичната средина справа имала 40 години, така да сега може да... Професорот Асо Гоце. Не ги прочитам другите колеги кои се тука, Атанасовски, Михаил, Јозовски, Форте, според нашата евиденција починат, Павеличковски Цодор, Генчев Сашо, Генчев Сашо, Естер? Добро, накнадно ќе добиете. Накнадно ќе добиеме. А колегата Георгиев Милорад, поведете. Потоа на списокот е Гиновски Коста, Гроздавов Владимир, Георгиев Георги Починар, Ивановски Ванчо, имаме, поведете. Илиевски Никола, Јанков Јован, Демасино Таја.
Петрата, да, говорите. Значи, Јанко Филон каже дека не може да дојде. Колегата Каранаков Васил. Матков Петар, Починат, Милетиш Вера, Миров, Здравко, Нешкович Александар, Петровски Стојан треба да тука. Разнашев Борис, Симоновски Киро, Такашманов Стојан, Видна Перија, да, проверете. Тодоровски Ристо, Христовски Дамен, Починат, Христовски Драгослав, Чадиновски Вангел, професор Чунде Милане тука. Ќе помина на генерацијата од 1971, прв на списокот е професорот Арсенов. Арсен, Дешени се много